Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека Соединетите држави се залагаат да преземат повеќе сириски бегалци. Џон Кери по средбите во Капитол Хил, меѓу кои и една која беше посветена на мигрантската криза во Европа, не прецизираше за колкав дополнителен број сириски бегалци станува збор, ниту кога би можело да се очекува нивното прифаќање во Соединетите држави. Од почетокот на граѓанската војна во Сирија до сега Соединетите држави имаат прифатено 1500 бегалци. Стејт департментот деновиве најави дека во октомври во земјата ќе пристигнале уште 300 сириски бегалци. Се залагаме да го зголемиме бројот на бегалци што ќе ги преземеме и работиме на утврдувањето на бројот со кој ќе можеме да се справиме, изјави Кери откако извесен број конгресмени упатија критики до администрацијата на председателот Барак Обама дека не е доволно ангажирана во решавањето на овој проблем. По средбата со Кери, демократскиот сенатор Патрик Елеахи побара усвојување амандман за обнова на помошта за бегалците во вредност од $416 милиони, што според предлогот е укината во буџетот за наредната година. Сенаторот од Републиканската партија Џон Меккейн, кој инаку е председател на комитетот задолжен за армијски прашања, во емоционалниот говор повика Соединетите држави да сторат повеќе во врска со мигрантската криза. Нашата влада го прави она што, за жал, често пати го правеше во минатото. Ние се откажуваме од својата моќ и ги вртиме нашите очи настрана, рече сенаторот Меккейн. Председателот на Сенатскиот комитет за надворешни односи Боб Коркер изјави дека биле во тек консултации за зголемување на американската помош, но не прецизира за што станува збор. Европските држави се соочени со голем бран мигранти кои бегаат од војните. Најмногу е погодена Германија, која до крајот на годинава очекува да дојдат 800.000 мигранти и бегалци. Европскиот парламент вчера го усвои итниот план за релоцирање на 40.000 бегалци. Станува збор за планот на Европската комисија кој беше предложен во мај годинава и се однесува главно за бегалците во Италија и Грција, кои би требало да бидат прифатени од другите членки на Унијата. Меѓутоа, посиромашните источни земји, како Полска, Унгарија, Чешка и Словачка, не се согласуваат на задолжителни квоти. Тоа според подпредседателот на Европската комисија Франс Тимерманс значи дека Европа се наоѓа пред голема дилема во врска со почитувањето на обврските и на принципите врз кои се заснова Унијата. И додека председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер вчера предложи низа нови мерки за справување со проблемот, председателот на Европскиот совет Доналд Туск во Турција оцени дека играта со меѓусебни обвинувања нема да им помогне на бегалците. Повторно треба да се воспостави меѓународна солидарност, рече Туск, кој изрази уверување дека Турција може да одигра клучна улога за средување на состојбата во Сирија. Од своја страна председателот Реџеп Тајип Ердоган уште еднаш упати критики до европските земји за нивниот став спрема мигрантите и бегалците.